Добро вечер за тие што не гледаат директно, добре дојдовте за сите кои што ќе не гледате во репризи, за викенди и така натаму. Јас сум Сашо Ордановски, вие се наоѓате политиканти со мојот драг колега. Јас сум Боријан Јовановски. Боријан Јовановски е повторно во телевизор, меѓутоа е тука со нас секојаш и духовно ни е присутен, не само визуелно по видеолинк. Боко здраво. Еве новинар ми фали да бидам на екран, бидејќи некои не сметаат вака за несериозни кога сме на подкаст. Така е, точно. Мислам дека денеска ќе имаме една одлична емисија, бидејќи имаме многу актуелен гостин, ама гостинот ќе го најавиме за 5-10 минути. Боријан, бидејќи си во телевизор, претпоставам дека си помалку под притисок од оваа атмосферава предизборна во Македонија, која морам да ти кажам, не знам, ќе го разговараме тој со гостинот, се разбира. Мене ми изгледа така издишана, така некако без енергија. Како да е една реплика на репризите, на репликите од пред, не знам, 10-20 години. Не, мене, Сашо, ние го коментиравме тоа, почна многу тензично, почна многу простачки, баш така да се изразам, не, да не се фолираме некој друг збор да барам. Гледај, во Виница се тепаат меѓу себе од советничка листа, пукање во Липково, мислам едно ниво кое сме очекувале дека е одамна надминато. Јас сеќавам некои реминисценции имам од флешови, што би се рекло од, не знам, 94-та, не, тој период, нели, кога изборите уште беа така драматични во таа смисла. Ма сега во 2025-та стварно е малку чудно да го има тоа ниво. Како кампања, мислам, како однос, како политичка култура демократска, која би требало веќе да ја имаме некако абсолвирано. Но дополнително што во кампањата буквално нема што да се чуе. Например, еве град Скопје, мене ме интересира, треба да биде престолнина европска на културата. И прво не знаеме што се случи воопшто со тоа, а второ тој што ќе биде градоначелник на Скопје, нели, ако да вистина успееме да ја задржиме таа титула, сме го зборували во подкастот, тој целиот контекст, целиот пакет што го носи европска престолнина културата, може да му овозможи на Скопје со европски фондови, со асистенција од Европа, да направи многу работи. И јас често го споменувам случајот на Солун, кој во 96-та беше европска престолнина културата. Солун од тогаш ја промени целосно физиономијата. Да не зборуваме за некои други работи. Еве, читав еден извореден текст во Financial Times има за брутализмот во Скопје. Тоа е едно културно наследство кое исто така јас очекувам на известен начин некој од овие кандидати да каже нешто за тоа, да каже за некакви содржини културни, урбани, кои би, нели, во градот го направиле малку повеќе од она што еден мој пријател шпанец ми рече кога беше да ме посети во Скопје. Му викам, Луи, како е Скопје? Па, Боријан, искрен да бидам, не сум видел толкаво предградие никаде. Така што, едноставно нема, не знам, нема муавет, што би се рекол. Абе, Боријан, го гледам денески изјавите на Христина Мицовски во Валандово, повторно тоа нема врска со локални избори. Повторно тоа нешто Димче, Филипче и Али Ахмети се обединиле за да ја вратат Македонија назад и дека тоа сега пак ќе биде една борба на да се биде или не предавници патриоти. Мислам, цело време пази во едно Валандово, кое е едно прекрасно место, кое што може да збори за калинки, може да збори за маслинки. Таму е градоначелник до сега се уште, нели, еден прекрасен човек, он е од СДСМ, патен биде речено перо. Али и тоа, како да кажам, луѓето го сакаат. Добро, не знам што ќе биде на овие избори, мислам дека шансите не му се лоши. Меѓутоа, знаеш како сега целата кампања тераат на дур некако.
никако. Цело време треба да се збори за некакви мачни работи, така и види сега што е право, мислам, ја не знам дали е тоа само некаков впечаток што ја го имам. Меѓутоа нема ден без инциденти, те кафански тепачки, те пукања по улици, те биле за ова, за она пукањата, не биле за нешто друго. Овој Мицко шета со, гледам вчера и Инфомакс ги покажуваше снимките, сега знаеш како обезбедувањето му глуми Мосад, па сега сите облечени исто. Минатиот пат зборев на подкастот доаѓа на дипломатски прием со 15 души околу него. Мислам, во една крајно контролирана атмосфера во која што, мислам, ако стигнало до таму на приемот, они на партиските своји состаноци и средби доаѓа со 15 души. Така една тензија се дига без везе, кое што на крајот резултатот од тоа е една нервоза општа, затоа и не можат да дојдат до израз градоначалничкиве кандидати и опште носителиве на листи, бидејќи тоа е, мислам, буквално секој ден има по некаков инцидент. Сега, ја мислам, атмосферата во државата некако стана и ова што кажувам без ентузијазам, се е на сила, се е некако на туркање многу и така натаму. Најзастарени можни кампањи, знаеш, митинзи без душа. Веројатно на сите партии се полупразни митинзите. Еден од Прилеп ми вели, еден пријател, некни Филипче беше таму со ова, вика, сите сме шокирани што ја наполни салата на културниот центар, таа собира негде околу 1000 души, така. Пошто и тоа е веќе настан која ќе се наполни салата и така. Овие сироти не можат ни плоштадите, ни со не знам какви снимки да ги покријат, пошто им доаѓаат по 2-300 луѓе околу Мицко, а се на власт, па тоа се можат да мобилизираат, па носат автобуси, и така натаму, и така натаму. Така што... И кога сме кај темите, ја не разбрав, стварно не разбрав на СДС потребата ова со црвените линии и sa таа тема да влезе, па од Бугарија кој предавство, куферчиња, пари, препукување песка, локални избори се сепак, мислам, не сватив. Да, и некако како да им нафрлија топка онака центаршут во 16-тник на ВМРО, а овие пуцаат, се разбира дека тоа не би го пропуштиле. Добро, Боријан, за да не ги истрпуваме темите, бидејќи дел од ова што разговараме секако ќе го поминеме и со нашиот гостин, а нашиот вечерашен гостин е човек кој што нема потреба посебно го представуваме. Многу имаме задоволството во студиото со нас да се наоѓа Стево Пендаровски, поранешниот претседател на Република Северна Македонија. Господин Пендаровски, добро вечер. Јас со Боко некако направивме еден скеч од прашања. Нема тука ништо што публиката и ние не го очекуваме, а веројатно и вие и така натаму. Меѓутоа, сакам да ве прашам нешто што е малку можеби необично, ама бидејќи не сте ни во кампања, не сте ни во не знам каков политички ангажман во моментов и така натаму. Од каде потекнувате вие? Каква беше младоста? Кај завршивте средна школа? Зашто правен факултет? Семејството како и функционира? Браќа, сестри, единец? Мислам, ако смеам да забележам, јас и додека беше господинот Киро Григоров жив, а денеска особено, мислам, после толку години, вие да ги прашавте луѓето колку деца има Киро Григоров, верувам дека 90% од анкетираните не би знаеле да кажат. Значи, тоа е една таква затвореност на приватноста, а сепак да се биде председател на држава е нешто што подразбира и одредена транспарентност и во приватниот живот. Има разлика. Во 90-тите, генерално, ова што денеска го имаме светот на социјални мрежи е нешто неспоредливо. Со тогашната една државна, една приватна телевизија, за првите избори кои Григоров ги добива, директни избори кои ги добива, тоа е 94 ноември. И во тој период многу малку знаевме генерално за било кој од политичката сцена, ги знаевме со граниските преноси, меѓутоа приватниот дел беше на страна именно затоа што јавноста не беше доволно развиена. А ова што видиш малку се знае за мојата приватност е лична одлука, моја одлука. Да не парадирам у јавноста со тие работи бидејќи се небитни. Она што базично треба да се знае, се знае. Че јас сум роден во Пајко Мало, во Скопје. Од татко кој е по потекло од Галичник, дојден тука да студира и мајка која директор претпоставам Галичинец. Не бил. И мајка која е по потекло од околината на Кратово, значи истокот на Македонија, која дошла исто да учи тука, 20-та биле на учителска школа, тука се запознале. Имав брат кој се починат, таа е фамилијата практично. Сега живеам во сосема друг дел од Скопје, меѓутоа еден значаен дел живее во иста населба со тебе. Тогашната општина Чаир.
Така е. И беше тоа една убава, мултикултурна, навистина една, немаше волку згради колку сега што има. Инаку улицата на која добар дел од животот и ти и јас сме поминале како млади, улицата Ферит Бајрам, не зна граница меѓу општина Бутел и општина Чаир. Да, како да, таа угорница која никогаш не беше, како да кажем, замислена биде главна трансверзала во градот, меѓутоа е толку оптоварена бидејќи мајка ми се уште и моите живеат баш на таа улица. Зашто правен факултет се? Кога бараш сериозен или шеговите одговор? Не, барам баш одговор ме интересира зашто правен. Па затоа што мислам дека некако повеќе бев склон кон општествените науки уште од средна школа и ме интересираше и делот на политиката. Инаку правиот назив, вистинскиот назив на правниот факултет, не знам денеска како е факултет за правно-политички науки. Не е само правен, тогаш никогаш не беше само правен. Имаше неколку насоки, имаше и правосудна, имаше и стопанска насока и политичка, но печатот беше факултет за правно-политички науки. Затоа отидов таму, не затоа што кога би се зезале не стоев добро со математика и така натаму. Ја не стоев. Интересираше, бидејќи јас се запишав 83-та година по служена војска на правниот факултет и тоа беше време последните години од Југославија, кој беше стварно интересно, имаше турбуленции на тој план. И стварно, значи, некои империи се распаѓаа, некои системи заминуваа во историјата, некои се раѓаа или се обидуваа да се родат. И мене тој тип на општествени текови ме интересираше и денеска, за жал или за среќа е така. Добро, Стево Пендаровски денеска е професор за меѓународна политика, меѓународни односи и така натаму, бидејќи академската кариера со постдипломски и така натаму студии во таа смисла. А зашто вработување во МВР? Мислам, така се случи или имаше некоја 91 година на крајот, јас имав некои луѓе кои работеа во МВР. Значи не е преку тата и мама, ги знаев од град како се вели, кои беа внатре. Еден дел од нив не се тајна, беа некогашните легендарни осуммина. Така е, јас знам сторијата, јас ја подпишав, значи тоа. И еден 20 од нив ми велат сега армија немаме. Се двоиме од Југославија. Полицијата ќе ги преземе и тие обврски и границата и вели ќе мораме да го прошируваме Бајаги, МВР, тоа време уште беше РСВР. Тоа е крајот на 91. Министер беше сега покојниот Јордан Мијалков. Да. И вика ќе примеме околу 250 до 300 високостручни кадри, вели. Дали би влегло јавно, викам, ни една варијанта, јас сум цивилист по убедување, тама работа. Тој тип, вели има таму и други цивилни служби, не е униформа и не знам, удри и тепа и пиштол така. на појас. И така и почнав практично. Така и почнав 92 јануари, февруари, почнав во аналитичките служби на МВР. Добро, тоа се години стварно многу. Ајде, Борјан. Не, добро, сега да не навлегуваме татаму, ќе отидеме многу длабоко, што се вика. Мене ме интересира што прави претседателот, мислам, реално рано во пензија е ова одење. Председателите еден друг така има председател кој исто рано отиде во пензија и ништо тогаш не прави. Има Како еден поминува трет, времето, исто така мислам, не отиде доцна у пензија. И ништо не прави. Што се прави сега како поранешен председател? Кои се можностите на крајот? И дали, не знам, како ви поминува вас ова време како поранешен председател? Види, тоа ќе ги прашаш другиве кои се стварно пензионери. Да. Значи, Сашо рече, јас сум редовен професор на Американ коледж во Скопје, тоа ми е работа, таму сум проработен. Имам отворено канцеларија во центарот на Скопје, која по закон им припаѓа, ако сакаат да ја имаат на поранешните председатели, кај што имам средби со граѓани кои имаат потреба или што ми соопштат и да ме прашаат. И таму сум барем неколку дена во неделата сум и таму, а од минатата година регистрирав проектот кој го имав и во време на моите 5 години како председател со име Здружение на граѓани, поинаку кажано, председателски центар Стево Пендаровски. Скоро аплициравме и добивме еден меѓународен грант. Значи за неколку месеци ќе почнеме и со организација на таа политичка школа за политичко образование. Така што имам на неколку места сум активен и се разбира, мојата одлука беше од 12 мај минатата година па натаму, дур даде Господ здравје, ментална сила и така натаму, да од време на време се појавам и во јавноста, не за да не ме заборава, туку да кажам некои работи кои мислам дека не се добри, ако фатиме евентуално погрешен пат да тераме, како што ми се чини за жал дека фативме изминатива година и пол.
Па добро, вечерва и ќе разговараме за многу од тие прашања, ама ајде да расчистиме уште на почетоков. Значи ли тоа дека бивш председател останува бивш политичар или враќањето во политиката е можно и како бивш председател? Враќањето во активна политика. Враќањето во активна политика не е можно ако си бивш председател. Во принцип, ако си бивш, си бивш. Ја немам намера да останам бивш вечито. Меѓутоа тоа не значи дека ќе се туркам во првите редови, кај што не ми е местото или кај што не ме побаруваат. Ако воопшто има потреба, од ова што го знам, умеам, од ова искуство политичко, некој да ме праша или некаде заеднички да се ангажираме, бидејќи крупните политички промени не се прават соло, не се прават индивидуално, во тој случај и тоа имам соопштено на лидерите и на опозицијата, пред се на лидерот на СДСМ, како најголема опозициона партија. Во таа насока сме имали некаква координација во изминатите месеци и месеци, значи мислам дека единствен начин Македонија да се врати на колосекот од кој испадна за жал, гледате дека сме на опашката на Западниот Балкан, гледате сега практично стварно Албанија според оној стар вид станува запад за нас. Мислам дека единствено може со проширување на изборната база на опозиционата коалиција, значи правење опозициона коалиција нема да биде можно, по моја проценка, да се повторуваат оние работи што ги имавме пред 10 на 15 години со шарени револуции, бидејќи ентузијазмот не е тука, многу луѓе кои тогаш ја добија довербата ја изневерија, меѓутоа од негде мора да се почне, просто не можеме да дозволиме да разговараме, Борјан спомна пред малку и ти го повтори, значи се согласувам во однос на содржината базична на кампањава. Ова според доминацијата на националистички теми е идентична со 94-та година. Само 94-та на тие парламентарни и тоа избори и председателски доминира предавници патриоти. Македонија беше само една година во ЮН членка и под привремената референца. Ние до прва не бевме ни во Совет на Европа, не бевме никаде воопсе. До прва почнувавме као нова држава. Сега 2025-та да зборуваш за предавници патриоти и така натаму, ај што се локални избори, е само знак дека ти немаш ништо ново, свежо да понудиш од тековен проект. И практично ние не само што тапкаме, него ние стагнираме, одиме назад. Со Борјан во подготовка на емисијава, јас редовно ги гледам на подкастите на колегата Насер Салмани на Лаим телевизија, кој што прави изворедни серија разговори со луѓето кои што биле активни во политиката или блиску до политиката почетокот на 90-тите за осамостојувањето, баш ова што го разговараме и така натаму. Барем бидејќи некои туку повеќето од клучните фигури се веќе починати и така натаму, тоа е просто резултат на биолошките закони. Но добро е што овие што не се починати имаат шанса да остават трага за себе. И во тој разговор што го имавте со Селмани, речи си 30% од времето во разговорот, тоа е еден разговор од час и повеќе, го потрошевте во анализа на улогата и мешањето на Србија воопште во распадот на Југославија, во македонските приказни, па до атентатот на Глигоров и така натаму. Сега сме 2025 година и не само што повторно е предавници патриоти темата и таа, што е едно разочарувачка наратив кој што навистина е разочарувачки најблаго речено, туку ми се чини дека повторно се враќаме на важност на Србија, на одвивањето на низ работи на Балканот. Јас често пати знам да кажам дека 35 години потрошивме да не останеме во друштвото на Босна, Косово, Србија и така натаму. Сега сме директно во тоа друштво благодарејќи на овај актуелна власт. Како ви се чини денешната позиција на Србија во однос на Македонија? Или може да прашам и каква е македонската позиција во однос на Србија? Бидејќи председателе, само да ве потсетам, па дури и за вашето време, а сега особено со председателката Гордан Силјановска, Вучиќ е веројатно 5 пати поприсутен во македонските медиуми од нашиве политичари. Без намера да се правдам во однос на мојата лична улога, меѓутоа само една реченица, јас бев еден од многу ретките тогаш на власт кој беше со голема задршка и резерви за Open Balkan иницијативата. Да, го памтиме тоа. Да, окей.
Добро, Ја имам толкувањето една- е дека Open Balkan е всушност замената за она што тогаш Милошевиќ се трудеше да го направи, а тоа е некаква унија во која што ќе се соработува Спомнуваме на друг начин. 94-та, 5-та, пред некој ден имавме годишнина од таа травматска една и траурна ситуација со атентатот врз Глигоров, за која јас и во таа емисија која спомнуваш со Насер Самлани, спомнав околу можниот бекграунд, околу можните мотиви на страна на српското раководство, базирано не на чувство, не на соништа, базирано на докази кои ми беа достапни низ годините наназад. Меѓутоа, ова е, сад ќе се обидам да поставам накусо една теза која мислам дека до сега никој не ја поставил, не зашто е ингениозна, него затоа што е се обидам да понудам еден друг ракурс на гледање на работите. До тие години, 94-та, 95-та, и суштината, според оно што мене ми е познато, на разговорот меѓу Глигоров и Слободан Милошевиќ, е практично последен обид на Милошевиќ да ја земе, да ја врати Македонија во таа орбита на тоа време него велевме во српската орбита или српски свет, тоа го е мини Југославија некаква. Денеска или последниве години почнуваат тие процеси во времето на Никола Груевски. Ја тврдам дека Србија си ја има таа идеја да биде колку што е можно регионален хегемон, не само кон нас. Меѓутоа, волјата на македонските раководства е доминантна, која определува дали ти стварно ќе сакаш да отидеш кон тој свет, не дека србите те форсираат или те уценуваат со санкции, па ти мораш да бидеш таму. Нашето сегашно раководство сака да биде во тој српски свет. Зошто се толку импресионирани од таа идеја? Можеме да шпекулираме, не можам да знам, меѓутоа на ниво на политички концепти, гледате, јас тврдам дека зад таа целокупна идеологија никако бугари во устав не се крие реалниот страв дека ако тоа се случи, отиде македонизмот. Нивниот концепт е, повторувам, пак да се вратиме во времето на Груевски. Груевски 2011 или 12 има интервју за тогашна Мија. Вели, ние сме несаканото дете на Европа, вели. Ако ти си несаканото дете на Европа, ако си убеден у тоа, ти нема да одиш према Европа. Нашиве го прават истото со други зборови. Која е алтернативата? Гледај, направи споредба. Последниве 10 години, па и повеќе, српската политика. Тие ја нарекуваат нели мултивекторна во различни насоки оди. 2008 Србија во својот парламент носи декларација за војна неутралност. Легитимно. Србија после тоа, не само во времето на Вучич, оди кон неколку вектори, кон неколку насоки. Тогаш беа на почетокот Москва, Пекинг, Брисел, Вашингтон. Во меѓувреме, во времето на Александар Вучич, тие одат и кон Саудиска Арабија, одат и кон Бразил, одат и кон Катар, одат и кон Емирати. Тие нешто правили не кон Европската Унија, може би заради Косово, не кон НАТО заради бомбардирањето, меѓутоа имаат концепт, ако не одиме натаму, кај одиме. И тоа е, српскиот свет е само втор назив за нивната де-факто надворешна политика што ја прават. Ние билиме не бугари во устав, не Европа, окей, во ред. Што? БРИКС? Значи, најмногу што ме запрепастува е, македонскава домашна актуелна политичка елита и раководство не нуди ништо во замена. Не нуди ништо во замена. Да ги отфрлиме изборните јаки ветувања од минатата година. Ние ќе го репреговараме договорот со Бугарија, ништо. Ние имаме луѓе во Брисел кои ќе ни помогнат францускиот предлог да го измениме, ништо. Во ред, ништо. Периметарот на Трамп. Дајте нешто друго. Обид да влезат во периметарот, тоа е долга приказ, не го зборев и во едно интервју, што е шокантен аматеризам во надворешна политика, да ти можеш со 1,8 милиони луѓе, патем кажано и гласачи, да влезеш во периметарот на светската суперсила и да сакаш. Сум го повторувал многу пати, сум го кажувал, да кажем уште еднаш. Борис Трајковски беше личен пријател со Џорџ W. Буш. Ние не бевме стратешки партнери со тој габарит. Не можеме да бидеме. Страшна е асиметријата меѓу двете држави. И да сакаат тие, пријатели сме ја и ти. Не сме у иста лига. Чи дајте бидете малце по спуштени на земја и кажете ми што ако не тоа. Па можеме да дебатираме. Овие сака додат у БРИКС. Дајте вижење на неврзаните. Ајде да разговараме. Не нудат ништо. Само не е во Бугар. Добро бе, не е бугари во уста. Ти што нудиш? И тоа се случува за жал и во делот на инвестициите, во делот на економијата, во делот на културната политика, во делот на сите можни битни сектори на едно општествено живење. Не чини ова во ред. Како ќе правиш ти ресет, например, во сферата на меѓуетничките односи? Дуи ја поклопила цела влада. Дуи ја влада ја Македонија. Во ред. Не си во право, но во ред.
Што нудиш ти? Влем. Значи, ние немаме практично во моментов за што да не за локални избори. Немаме за што да дебатираме. Клучните 4-5, да ги наречеме столбови, се магловити на оваа влада. Во било кој сектор да кажа, вие теравте вака, погрешивте, продадовте македонски национални интереси, ние ќе тераме вака. Па да дебатираме управо си, не си управо. Ти не нудиш ништо, величко. Ти не нудиш ништо. Како, зашто ќе дебатираме? Ти само викаш не. Тоа не да Громико го вика мистер Нјет. Добро бе, зашто си? Да. Тоа ми е чудно. Борјан, да продолжиме во оваа насока или... Не, јас имавме во едно од минатите изданија на нашиот подкаст, реков дека, нели, пренесов еден извор анонимен, кој не можам да го откријам, дека надворешната перцепција е дека уствари нас Србија не кочи во европските интеграции повеќе него Бугарија, и сега тоа звучи стварно контроверзно и парадоксално, бидејќи гледам ми направило впечаток, некој го пренесува, се коментираше во смисла на тоа како може сега тоа Србија кога нели еве Бугарија е таа што го става ветото. Па би сакал претседателот да го прашам, претседателе, дали прво еве што мислите за ова што јас го кажав, и ако е така, како го објаснувате вие? Ќе одговорам на идентичен начин како на претходното прашање. Значи, ја тврдам дека Србија не блокира нас кон Европската Унија. Ние сакаме Србија да не блокира во наводници кон Европската Унија. Ние сакаме да водиме политика која де факто вели, ако не си кон истокот, тогаш си кон западот. Ако не си кон западот, си кон истокот. Разбирате, ние во регионот имаме држави кои се во НАТО и во Европска Унија и држави кои не се. Има и држави кои сакаат да бидат во тие западни институции и држави кои не сакаат да бидат. Ти бираш. Ние овде во Скопје бираме кој пат ќе го фатиме. Значи, да не влегуваме у конспирации, ја разбирам тезата, а можеби според таа игра на зборови некој ќе рече сега Белград има некоја конспирација, па некој не. Ние сакаме да имаме ти еден податок. Имаме ли 100 сателитски канали? Дали 92 се на српски јазик? Веројатно. Има ли, ајде да не кажам грчки се, или бугарски, има ли хрватски, има ли не знам, има ли? Нема. Фудбал кога гледаш, денеска независна Македонија гледа слуша на српски јазик, коментари. Сега, не ти е виновен Белград за тоа. Ние сме виновни. Ние водиме политика, не сакам да биде така. Добро, но факт е дека бидејќи малите држави, како професор баш по тие работи, веројатно ги знаете, малите држави зависат од соседите и од поголемите држави, бидејќи половина од решенијата и проблемите ти доаѓаат во агендата заради тие влијанија. Многу е чудно, ајде да кажам непријатно, да имаш сосед кој што 30-40 години не знае каде му се границите. Тоа истото инаку и со Русија се случува. И Русија е, знаете како велат, империите немаат граници, имаат центар. И сега добро, ова е една локална империја, нели Србија, меѓутоа тоа произведува навистина многу непријатни околности за сите соседи, бидејќи Србија реално не знае каде и се границите. Се мачат 30-40 години, јас не велам дека се лесни тие прашања, не велам дека прашањето за Косово е едноставно и така натаму, но ние сме непосредни соседи. Зошто бираме како актуелна власт, зошто ја бираме таа очигледно, како да кажам, истрошена варијанта на север и уште по север кон Орбан, бидејќи па тоа е другата екстензија која би можеле да ја разговараме, а не бираме една ми се чини многу попродуктивна, може и не само оваа влада, која води кон југ низ Грција, која води на запад низ Албанија, бидејќи таму ни се морињата. Да. Што бираме? Морава ја бираме наспроти морињава што ни стојат на располагање. Сега ќе се обидам со еден пример од сосема друга област да го поставам истото прашање. Зашто во делот на признавањето на Македонската православна црква се задоволивме само со српскиот Томас? Зашто не продолживме кон Бартоломеј? Значи, ако јас решам да одам кон Брисел и кон Вашингтон или кон Германија, која ни е патем кажано најголем убедливо трговски партнер, ќе одам. Ниеден српски и руски свет не може да ме запре во тоа. Зашто не одиме? Политичката одлука во моментов е така.
Политичката одлука е таква. Години и години у време на Груевски е исто така. Дали се плашат и велат голема е цената ако направиме компромис ала Преспа? Можно е. Може би толку разбираат. Може би мислат, во тоа време мислевме пред 15 години ќе дојде подобро време и ќе биде полесно да направиме компромис, големиве ќе притиснат. Денеска, вчера денеска е актуелно прашањето на мировниот договор, да го наречеме, Газа, Израел, така натака. Паметите во 90-тите, ние се боревме да направиме што поголема бројка на билатерални признавања под тогашното уставно име Република Македонија. Дојдовме до 136, максимум 137. Знаете колку признавања има денеска Палестина? 157. Не е членка на ЮН. Значи, што нам ни недостасува во значајни сегменти и временски парчиња од нашата независност до денес? Стратешко размислување на државната елита. Не можеш да чекаш ти, не знам, во општина Преска спомна Валандов или Чешина без подценување на луѓето. Тие да ти го кажат стратешкиот пат. Ти ако си председател, министер, премиер, ти мора да им кажеш на луѓето. По цена и да изгубиш избори, да, не знам, да отидеш, како вели, у политичка пензија. Што мислиш, не знаевме во тоа време, сите што бевме у таа клапа, дека ако се промени името, ерга омнес и внатре и надвор, дека тоа ќе ни го крене рейтингот. Еве да ви кажам прецизно, а рамковниот договор, ја бев советник за национална безбедност на Борис Трајковски, у време кога е подпишан. Рамковниот договор, тогаш имаш 1,5 до 2% поддршка меѓу етничките македонци. Денеска, ја имам гледано анкети пред 5-6 месеци. Денеска нема мнозинска поддршка кај македонците. Што ќе беше ако не го подпишете? Добра, ама ова што го говорите е базата на која што ВМРО ги добива изборите. Народот ни е пред се. Тие не се сваќаат како елита која што треба да има визија да го води народот. Туку народот што ќе каже тоа, еве ги гледате овие од СДСМ, они елитистите, они ќе му кажат. И тоа лепи кај луѓето. Лепи не велам не. Види, јас во една дебата пред многу години ме прашува, вели, има гол податок. Груевски за 10 години 10 пати ме победува на избори. Ја велам, можеш да ме победиш 110 пати, а да не си во право. Не си во право. Минатата година огромна бројка граѓани поверува дека стварно може да се добие подобар француски предлог. Или некоја си Германија ќе ја притисне Бугарија и ќе рече не ги зезете луѓе, нема смисла бе. 100 пати го менуваат уставот. Меѓутоа тебе ти е тоа обврска како избран од граѓаните. Да дојдеш на власт и да ги решаваш тешките проблеми, не само добрите кои ти носат некој пиар поен на кратка дистанца. Ако може би јас изгледат доста и видеото, па би сакал да прашам председателе околу стратешко размислување и околу гласачите. Знаете, конечно малку и неедноставно народот да се обвини. Сепак постои вина, да речеме, во вашиот мандат и мандатот на владата на социјал-демократите. Зошто се препуштија, зашто се оставија гласачите да бидат избрани? Јас се согласувам дека беа изманипулирани. Но знаете како тешко е да обвините народ дека вие сте сега будали па не знаете за кого гласте. Што се случи да се препуштат луѓето на таа манипулација? Каде е грешката во вашето раководење кога бевте на позициите со кои може да се хендлаат работите? Можам да ти кажам изворно за францускиот предлог. Да, никој не вели дека народот не разбира и затоа носи такви одлуки. Јас тврдам дека барем половина од политичката елита во Македонија, во историска смисла, повеќе сака да биде на власт отколку да ги реши проблемите. И тоа му го сервира на народот. Кога ти на еден обичен граѓанин кој од 20 остава крај со крај во месецов, му велиш се француски предлог, резолуции, декларации, не знам дали е нешто гарантирано, не е гарантирано, а имаш очигледна манипулација на другата страна, очигледна. Значи дека губиме јазик, идентитет, црква, име, презиме, се што не е точно. Ти во тој момент му вика, не, ова е реалноста. Луѓето нема доволно информации, не може да има. Ти можеш да ги ставиш у машина Орвеловска, па да ги 24/7 да им ги пуниш главите. Толку колку што се можеше се направи. Не велам дека у редоследот на потези не можеше да биде поинаку. Можеше да биде поинаку. Меѓутоа, објективно ти не можеш рамковниот договор да го продадеш. Да ви вратаме на сцена.
Не знам дали сум со некој од вас сум разговарал. Значи 2001 година потпишан рамковен договор. Прва работа која доаѓа од рамковниот договор е закон за амнестија. Стои у договорот. Како велеве, мораме да ги рециклираме некогашните терористи се у политички институции, така да го решиме. Спорав. Дефинитивно. Се подготвува, ја бев дел од работната група во име на Борис Трајковски, дел од работна група во Министерство за правда, да го направиме законот за амнестија. И се даде некаква верзија, идеме на тогаш на А1 телевизија на Вести, не знам кој беше новинар, не ми текнува, меѓутоа ја и Никола Димитров. Не беше заминат за Америка, Никола. И разговорот може да беше Зоран Стевановски, или небитно. Разговорот е у два дела. Има реклами, па гости у дневникот. Ние збориме на таа тема. Што е најново, тоа е. Собирање на оружјето на она, да, ама и ова. Првата пауза ја дава новинарот. Отвара врата, Ацо Кабранов е жив и здрав. Вели, момци, терете, многу добри сте, вели, ама да знаете, освен клетви на телефони наши, ништо друго не слушам. Кој себе тие да ги амнестираат оние убици, крв на руки? Тоа е уште време пред социјалните мрежи, да. Тоа беше неминовно. Тоа не го кажуваат. Овој последниот многу фален, ја би го нарекол PR продукт на Трамп, за Газа. Не кажуваат. И таму има амнестија за борците на Хамас, само нема да го кажат никад. Не можеш без тоа. Good Friday Agreement-от. На времето Британија што прва точка беше амнестија. Како бе амнестија? Мора. Иначе нема да го положат оружјето. Сега да кажам, и тоа ќе како год да го правиш, низ која год да го правиш PR кампања, не можеш на обичниот човек да му кажеш, нужно е за да живееш боле 40 години од сега или твоите деца и внуци. Тие битки не знам дали некој у свет ги добил. Вика дека и Тони Блер претрпел тешки политички штети затоа што у тоа време се залагал за такви. Добро, и не само тоа, туку што еден историјат и во случајот на палестинците, израелците и во случајот на ирците и британците, историјат на десетици години, илјадници мртви и така натаму, споредено со еден релативно мал конфликт низ кој што ние поминавме тие 7-8 месеци. Во оваа линија, ако смеам да продолжам, дали имавте информација за ова што некако одекна во јавноста прилично неподготвено, за овој стратегиски договор со Велика Британија? Дали се водени разговори пред да дојде ВМРО во таа насока и како го гледате вие тоа, бидејќи на никого баш не му е јасно што е тоа? Само да го доконтекстуализирам. Вчера, ако не се лажам, Боријан, или денеска дури, можеби, Политико повторно објави текст. Денеска, да, во кој што се вели дека на овој сега се на состанок во Лондон, цела една балканска екипа и така натаму, дека во тој договор сепак за британците централното место го имаат мигрантите. И сега во текстот се говори дека Косово ќе биде главната адреса за испорака на мигранти, но информациите не завршуваат само на Косово. Според тоа прашувам, како го разбирате тој и дали тоа има некаков историјат или е сега тоа баш вака една нова ситуација? Во моите 5 години со мене од страна на Велика Британија, било кој ниво представник, никогаш го нема отворено тоа прашање. Имам слушано дека на пониско ниво, на ниво да речеме на министри за внатрешни, на тој тип на, или директори на служби, дека се тестирал теренот. Што мислите ако? Меѓутоа, никогаш не е дојдено до фаза да тоа дојде на влада, па да се прават концепти, бараат од нас, што да правиме? Никогаш. Во однос на ова што е сега подпишано, јас и во март годинава реков, дека практично ние немаме подпишано стратегиски договор со Британија. Да. И уште еднаш патем кажано, дајте ми го договорот со содржината да го видиме што пише во него. Кај е објавен? Освен фрази. Не мислам дека тука нашиве договориле прифатни кампови, па сега ги кријат, не можеш да криеш. Ако си договорил, утре заутре ќе се открие, а дека се водени разговори по оние информации, што ја ги имам, се водени разговори. Мислите за бегалски, за мигранти? Ги викаат прифатни кампови, ги викаат, реално. Инаку... Смеам да додадам нешто? Бидејќи моите информации говорат дека 4 локации се определени. Ама не во Македонија. Во Македонија? Добро, затоа прашувам. Она што ја го знам се, да. Добро. Дека не знам се разбира. Еве мал историја, многу кусо и брзо ќе се обидам да направам. Малку знаеме дека 2022, пред 3 години, косовската влада има договор со Данска, кралството Данска, за прифат на 300 претходно осудени криминалци кои ќе одлежат казната
да се вратат во прифатен центар во близина Гнилане. На Гнилане. Да. А не се косовски државјани. Него се од не знам од каде. Тоа да. Косовската влада, ова што е сега привремена како ја нарекува, даде согласност начелна да почне разговори со Америка, не со UK, не со Британија, за да прифати нивниот премиер вели до 50 луѓе максимум, кои се не знам од која држава дојдени и тука би биле, бидејќи не можеш да ги вратиш во нивните држави поради опасноста и така натака. Значи тоа е се што е до сега опипливо. Инаку иронијата што е со актуелна владеачка партија сега кај нас на власт. Паметите 2016-17 кога собира потписи по сите плоштади и во Скопје и по градовите, велеа новата власт сега која се спрема да дојде на Зоран Заев и на другите, ќе донесе 1 милион африканци, ќе смени демографијата на Македонија. Сега тие им доаѓа тој Жежо Компир им доаѓа во. Не мислам дека се работи за конспирација, не мислам дека наши веќе се согласат на такво нешто. Знаете, паметите, Албанија имаше таков договор со Италија, меѓутоа албанскиот уставен суд го сруши тоа решение како неуставно. Меѓутоа, она што фали повторно е транспарентност. Речи, бевме таму, британскиот министер ми кажа, ја го кажав и завршена работа. Ти луѓето се прашуваат зошто некој би ти дал 6 милиарди евра, фунти, 5 милиарди фунти, зашто? За какво стратешко партнерство, особено со земја со која ние соработуваме 35 години. 6 милиарди евра или фунти се кредит. Не се помош. Кој треба да се враќа. Да, кредит. И кој ќе ги работат сите железници или било кои стратешки проекти, кои ќе дојдеме до нив прво физибилити студии и така натаму, па британци ќе го работат тоа. Со други зборови помагаме на британската влада, не баш на нашата. Апсолутно. Апсолутно, затоа што британците, видите, овој за Борјан сме го разговарале многу пати тоа прашање, и големите држави знаат да направат големи стратешки грешки. Ја статистиката скоро ја гледав, значи Британија у моментов има 2,5 пати повеќе мигранти него пред Брекзит. Да. А тоа беше основата. Да се може ли, Саша, ако дозволиш, да се вратам сега на оваа темава со европските интеграции. Представете, кој е излезот од тоа? Ќе дојде Вон дер Лајен во среда, мислам дека кај нас прави балканска турнеја, доаѓа кај нас, ќе се види со Мицковски, со председателката, со председателот на парламентот, и нема што тука многу да нема некој фактор за изненадување. Она ќе каже дека е многу важно тоа се Македонија да ги почне преговорите, односно да го реши, да овој проблем да го деблокира процесот. Мицковски ќе каже дека тоа не доаѓа во предвид, и тоа е тоа. Тука сме, мислам, нема, закочени сме. Која е вашата прогноза за развојот на ситуацијата на еден кус и средорочен план? Можда ќе те зачуди одговорот, меѓутоа јас на ова прашање во целост му верувам на Христијан Мицковски. Што е единственото прашање за кој јас проценувам дека тој ќе го задржи својот став, кој иначе не го држи повеќе од 5-6 сати. Затоа прашувам, тоа го кажав јас. Значи, јас, дај Боже да грешам, за ова прашање би сакал да бидам комплетно во криво. Кога вели дур сум ја премиер, кажуваше на митинзи многу пати, дур сум ја премиер, бугари во устав нема да има. Бидејќи наводно понижувачки се условите и така натаму под кој е потпишан тој и прифатен во нашиот парламент францускиот предлог. Гледате, доказ дека или аргумент плюс во оваа насока е темите со кои се бави владеачката коли, владеачката партија на локалниве избори. Во недостаток на еден успешно спроведен проект, по битните зборувам, пред се во сферата на живеачкава, на обичниот народ, тие ги враќаат двете клучни точки поради кои добија плюс гласови лани. Тие секако ќе ги добија изборите, меѓутоа добија дополнително буст, затоа што тврдеа дека се слушува невидена албанизација на Македонија, дека албанците со 24-5% ја владеат цела држава, дека Дуи со 15 пратеника ја води македонската влада и така натаму и така натаму. И второто е така наречениот бугарски комплекс или прашање. Приметувате што викаат странци out of blue. Овие викаат сега СДС е кој при тоа да бидеме реални им нафрли топка за шут, за волеј,
со ова резолуција 2 дена пред почеток на кампања за локални избори, што е погрешна политичка проценка, но таква е, каква што е, зборуваат за бугари во устав и зборуваат за дуи, читај, против албанизацијата на држава која зазела невидена. При тоа, премиерот користи изрази секој ден ресетирање на системот. Значи, не само што не стигнал за година и пол нешто да направи од тој ресет, тој повторно најавува фундаментални промени во таа смисла. Но двете главни теми во кампањата се албанците и бугарите. Зашто? Човекот кој ги доби лани изборите главно на тие две прашања, сега утре ќе ја земе дуи влада и заутре ќе ги стави бугарите во устав. Таа ми е логика. Дај Боже да грешам. Па добро, му носи гласови. Да, Јавноста е таја. Тоа се двете златни кокошки во суштина. Кога се игра во 16-тетникот нон-стоп на национализмот, тоа се баш вака продуктивни теми. Што друго ќе понудиш? Требаше 500 милиони евра за општините од унгарскиот кредит и 500 за бизнис заедница. Прашете ги, процентите се јавно познати, колку се искористени од тие средства. Минимално. Минимално. Не се ни знае кај се парите реално. На терен не се гледаат кај се париве, а рекоа изјава деца половина милиарда за општините, половина за бизнис. Гледате, они немаат страв да авансираат на својата агенда. Еве денеска излезе веста дека ќе се воведува веронаука, односно таков е предлогот, од прво одделение до крај на 4-та година средно образование. Пазите, во секуларна држава во која што Мицковски оди отвара цркви, да бидам искрен, кој ќе дојде Великден, СДСМ се тепа кој поблиску да дојде со свеќите до Господи Господ. Плативме државен авион да го донесеме од кај го носевме од Израел светиот оган, нели, СДСМ, социјалдемократи, вечуени и така натаму. Меѓутоа, нивната агенда, они си авансираат и при тоа прават таква една пропагандна поддршка активност, која што не прави се по ригидно општество. Не е проблем што не прави конзервативно, што бидејќи Македонија ми се чини дека главниот проблем е модернизирањето на општеството. Не верувам дека воведување се веронаука од прво одделение до 4-та година ќе биде клучно за некакво образование до 10 и така натаму. Они не сопираат со тоа. И Сашо, се надоврзам, да не пропуштам прашањето, одговорот да го добијам. Која е прогнозата на председателе? Јасно е тоа и јас исто тоа го верувам дека Мицковски апсолутно нема намера од овој проблем со Бугарија да го реши. Која е перспективата? Каде ќе одиме? Мислам, знаете како, јас не сум фундаменталист, како што некој ме нарекуваат, но ако не може, сепак едно општество треба да има план, некаква визија. Види, проблемот на Македонија е што од време на време, реков минатиот пат, големи временски осечки, ние немавме никаков план на ниво на државно раководство, зборувам. И затоа тврдам и сега дека они немаат план. Инаку, да се вратиме, има многу сличности во делот на евроинтеграција, евроатлантските во тоа време интеграции со времето на Груевски. Значи, ние зборувавме дека сакаме вистински, суштински преговори со Грција во тоа време, немаше суштински преговори. Значи, ја ги знам сите, ја бев, бидувајќи на тие позиции на кои сум бил, ја бев често пати записничар на средбите кога дојдеше немеци или преговарачите едни и други и трети. Па се гледа со Папандреу, па се гледа. Внимавајте, еден детај интересен. Во тој период Груевски го пушташе Али Ахмети во Атина, Теутариф и како се викаше во тогаш министр за финансии, да преговараат наводно, да подотворат врата. Све беше тоа пиар шашма. Не се преговараше. Доаѓаа преговарачите, не од 90-тите. И овие 2012, 13, 15, кога дојде со авионот, кога се враќаш, како е таму времето, фала пријатно, и пишуваа белешки дека се сретнале. Значи, можно беше да зборуваш за ЕУ и НАТО, а да не правиш ништо де факто да влезеш таму. Можно и ова сега да одговорам конкретно. Додека не се формира сериозен опозиционен блок, не само од политички партии, кои ќе парираат според својот политички потенцијал на ова што сега го има владата, во овој момент 58 пратеници и башка другиве, шесте од знам. Да замисли, тие не се исто евроатлантска политичка партија. Тие се исто за ова, статус квото ова смисла. Значи, практично колку 64 пратеника фикс меѓу етничкиот македонски блок посебно, доека не се направи бројка која може да балансира на другата страна, според расположењето на јавноста која е и зад нив, Мицковски ќе тера и понатаму години и години по можност
Печито. Па добро, во тој контекст какви ќе бидат македонско-албанските односи? Ова го кажувам бидејќи нели ова е забрзаните чекори на Црна Гора и на Албанија кон Европската унија не може да остане без рефлексија во Македонија. Каде ќе се одвива таа рамка? Сашо, ти текнува дека многу често зборувавме во времето на Груевски, дека ако долго време останеме во ќош, изолирани, не одиме кон НАТО и Европска унија, прашање дали албанците ќе чекаат. Сеќаваш како Али Ахмети дуи прилично трпеливо чекаа во владата 8-9 години? Излегува ли? Кој ќе им речеше, што седите во влада која не е реално евроатлантска? Вели воре, ви излегуваме, паѓа владата, одиме на избори, добиваме мнозинство. Кај е опозицијата у македонскиот блок да ги замени овие од оваа страна? Нешто е една гола политичка прагма. Се доека ти имаш 15, 16, 18 пратеника, 20 на купче, ово има 3 пати повеќе, ќе остане оваа ситуација. Ќе остане и секој нов ден ќе се измислува ново образложение зашто не треба да одиме по тој пат на предавството. Ајде, добро, во таа смисла гледаме дека опозицијата, ако го задржи бројот на гласовите, зборувам за СДСМ, од парламентарните избори, тоа веројатно ќе биде голем успех. Очигледно, таму нема потенцијал да тоа се развие за да доеме во една таква ситуација која по тој демократски канал пат би како што треба би да се деблокирал тој процес. Кои се перспективите на едно, што треба да се направи за да се врзе едно такво јадро кое ќе добие доверба кај гласачите? Треба да се направи секој можен обид да се прошири гласачката база на сегашната опозиција, пред се на најголемата партија, СДСМ. И се ова, знам дека звучи онака прилично прагматично и сурово, меѓутоа мора да помине време. Не знам колку време. Меѓутоа, падот на СДСМ како најголема партија на опозицијата лани беше стравичен. Најлошиот резултат историски на СДС е пред 20 на години 217.000 гласови на парламентарни избори. Сега се на 154. Што е страшен пат. По мене успех ќе биде ако успеат да се консолидираат во тие параметри од лани. Ки не е можно ти да обновиш политичка структура која постои од 43 година од Тетово која е формирана, Комунистичката партија, туку така, со инфраструктура низ цела држава, за година дена. Кои да си. Значи, наредниот период, после локалните, тие мора да се посветат на билдање на партиската инфраструктура во најмалото село на Македонија и најмалото градче и општина. И мора да привлекуваат и други луѓе во нивната орбита, инаку ние нема да излеземе. А оваа варијанта која што од СДСМ повремено се слуша дека добро сега ќе завршат локални избори, ама Мицко кај да ќе мора да прави широка влада едната година. Ако паметите и пред изборите 24 имаше такви муавети. Тоа сакам да прашам. СДС и ВМРО ќе се соберат, дали со ДУИ, дали без албански партии не е битно, со која цел ќе го менуваат уставот да не биде ничија историска одговорност. Тоа е wishful thinking, викаат американците и британците, тоа е Шта би било кад би било. Инаку нашиот стар другар Фаршковски, он го кажува ти, ја кажувам вика 15 години треба да биде швајцарскиот модел. Две албански партии, две македонски да се менјаат, никој да не биде опозиција. Тоа во македонски услови, ви кажам као човек кој 30 години инсайдер у македонска политика е невозможно. Невозможно. Сите ќе бидеме зашто да ги решиме стратешките прашања. Идеално. Не е можно. Неизводливо. Кажете ми дали е изводливо. ВМРО и СДС заедно години да направиме реформи у правосудство, не само да влеземе во Европска унија, и после можеме да се тепаме регуларно као на... Па дел од неискажаното сценарио дека е тоа возможно, бидејќи во меѓувреме ќе се договориме за простување на сите криминали на едните и на другите, а дел од тоа видовме дека и се одвива. Дали е тоа сериозна платформа за... Не. Боријан? Ако дозволиш, Сашо, тој муавет го имаш и кога бевте председател господин Педаровски дека постои некаков договор Мицковски заев за некаква коалиција, па слушнавте и дека некои од странските фактори, стратешки партнери се противеа затоа што тоа уствари е повеќе договор за да не се откриваме едни со други во корупцијата. Постоеше ли таков договор и ако постоеше, постои ли уште?
Гледа, јас сум, ако не првиот, али сигурно еден од првите кој јавно зборуваше против тој договор и пред нашиве стратешки партнери од позицијата на која што бев, бидејќи слушнав дека има разговори на таа тема. Некои извори во тоа време ми тврдеа дека наводно постои нешто и на хартија, а ја тоа го немам видено, ќе се направи таква семакедонска коалиција без ДУИ, не знам дали и без албанци, и дека наводно тој документ им бил предочен на раководствата на двете најголеми македонски партии. Има една дали е полуинформација или комплетна информација, целосна вистинита, дека наводно тој документ е усвоен на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. А не е бил прифатен на преднајтесното раководство на СДСМ во тоа време. Меѓутоа, јас немам видено ништо од тоа, и тоа може да предпоставите со оглед на позицијата на која бев, дека некои информации сепак доаѓаа до мене. И потоа следуваше ова една хистерична реакција на ДУИ, бидејќи тие сметаа дека е тоа договор против албанците. Да не кажам се хистерична, меѓутоа радикална реакција на американската амбасада. Да, ама тоа е во некакво согласие со ДУИ или да не откриваме се некакви работи кои треба да ги ставиме у мемуарија еден ден, меѓутоа А зошто хистерична? Немаше голема, секунда, немаше, пошто Сашо го интересира, он кажува дека е највеќиот американец у Македонија со години. А како да не, особено последниве 6-7 Синхронизацијата меѓу американската амбасада и ДУИ последните 2-3 години не е ни близу на нивото на кое беше децении назад. Извини, повели. Добро, ќе останам ја одлично, мислам тоа е една констатација. Боријан? Не, јас прашав околу ова, зошто председателот рече хистерична реакција на американската амбасада. Зошто? Затоа што ДУИ во тој момент, пази, тоа е период кога ВЛЕН не е формиран, дури ни огнената група не е на повидок. Да знаеш, ДУИ во тој момент е предоминантен политички фактор на албанскава политичка страна. И ти ако направиш 100 пратеника СДС ВМРО заедно, а немаш практично никакви албанци, а особено ги немаш овие што се објективно репрезентативни у тој момент за таа етничка заедница, таа влада ќе има потешкоти да владе. Добро, ама тоа е реално известна ревизија на Охридскиот договор, а тоа значи на уставот кој следуваш. Да, таква радикална, дали, мислам, ја дури не можам поверувам дека, знаејќи ги овие што ги спомнуваме, те Заев, те Мицковски, така, дека они имаат тој вид на сулуди идеи дека тоа би поминало, а да нема катастрофални последици за државата. Имено тоа не знам дали е точно, меѓутоа и дали има такви идеи, не верувам. Меѓутоа, дел од аргументацијата, која сега ти ја кажеш, ја користеа луѓето од нашите стратешки партнери. Тие тоа го рекоа. Па добро, тоа значи да биле во право. Дали СДС може да продолжи след на таква магловита Дали СДС може да продолжи една таква магловита ситуација околу тоа што се случувало на реација Мицковски Заев, па и со хипотеката на Заев која е полна со контроверзии. Може ли Филипче со тоа да се износи и да се одлепи како лидер кој да не биде Заев? Не, да го уточнам прашањето. Не дали може, туку дали сака. Тоа е прашање за него, знаеш, меѓутоа објективно секој нов политички лидер, не е битно колку е голем политичкиот субјект, ако сака да остави трага во политиката, мора да биде перцепиран како автономен. Мора да биде перцепиран како, значи секој доаѓа после некого, меѓутоа за него не е добро ако биде перцепиран од пошироките граѓански слоеви, не знам, на гласачи, не гласачи, се едно на СДСМ, дека е он само екстензија на Заев и дека и понатаму наводно Заев ја води партијата. Значи, не верувам дека е така, меѓутоа ако има таква перцепција, тој мора да направи се да ја разбие. Како, извини Боријан, малку се преклопува. Дали Заев има влијание сега во партијата? Сами рековте председател дека само односи неколку пораки променето по повод разни пригоди, празници и така натаму и лични прослави со Заев изминативе година и пол, немам увид во тоа. Од она што го слушам од луѓе и она што можам да го видам на јавна политичка сцена, ја мислам дека Заев не ја води сигурно СДСМ. Приватни контакти, комуникација немам увид, не знам дали се случува. Значи, дали тоа што ја ќе ти го кажам во приватен кафе муабет, ти го преточуваш во политичка одлука на таа партија, не знам. Меѓутоа, на фонот на муабет не верувам. Добро, мислам, што е право Филипче, тоа го негира, дури и во приватни разговори тоа го негирал
околу Заев и така, но општата перцепција е дека засилена со ова, нели, јахтата ваму, вилата онаму и така натаму, Дубај, Хари Жиновиќ и така натаму. Може да е тоа еден след на невнимателност која што по тоа создава перцепција која што е релевантна. Но мора од пиар аспект тоа да се промени. И од пиар аспект да се промени луѓе. А што ако Филипче не може тоа да го промени, бидејќи де факто се одлични пријатели со Заев? Ја не знам дали тој Заев тоа не го гледа и не му вика, слушај, дај ова да го промениме, а да останеме пријатели. Бидејќи од ова што го гледаме, не гледам дека има тоа. Добро, може би сега не е време, бидејќи се избори така. Боријан, може да треба ние Заев да го поканиме, нема да прифати, добро, после избориве валда. А може и ќе прифати од кај знаеш. Може и Мицко ќе прифати. Дека Заев и должи на јавноста доста одговори, но да, кај нас или на било кое место. Туку ако може да преминеме на друга тема, Сашо, ако ми дозволиш. Да, како не, јас имам уште една тема што малку покасно ќе отвориме. Доста контроверзна. Представете, едно време имаше еден план за враќање на Груевски. Од кој протекоа доста информации, компрометирана беше амбасадорката американска, би се случи вам, кој инаку, еве јас и Сашо ве знаеме и како председател, и како политичар, но имаме задоволство да ве познаваме и приватно. Доста сте внимателен, поготово околу безбедностите прашање или што би се рекло имате силна безбедностна култура, па ви се случи тоа, и тоа во вашиот кабинет, и тоа на оваа многу чувствителна тема. Станува збор во една реченица. Да, објасните, бидејќи јас и Боријан знаеме за што станува збор, ама овие што не гледаат може би некои. Значи станува тој случај, таков брейк во безбедносните протоколи се случи, не е спорно. Меѓутоа се разбира, беше представен во, како се вика, out of proportion, како да речем, значи од страна на опозиција, што е легитимно за секоја опозиција. Меѓутоа се случи со учество директно на еден припадник на кабинетот, кој беше, како велиме тоа, по програмата за рамковен договор работен во кабинетот, скоро време, неколку месеци, кој беше припадник на огнената група во тоа време, на ИЗЕТ и на останатите. Ние го пријавивме случајот од кога протекува информациите. Дојдоа луѓе од МВР, дојдоа луѓе од службата за државна безбедност, ги земаа сите изјави, најавија поднесување пријави. Кратко време после тоа, тој човек отиде, го напушти кабинетот, се разбира, отиде да работи во општина Сарај, а во меѓувреме, еден од лидерите на огнената група, градоначалникот на Сарај, ја напушти огнената група и се врати во ДУИ. Задоволен? Па, што се случува со тој човек пате? Бидејќи тоа на идесен начин е некаков колку знам од лани, не знам сега што се случува поново, меѓутоа тоа е мислечи некој директор на јавно предпријатие на локално ниво. Но постапка нема никаква. Нема никаква постапка, иако баравме да се поведе постапка, затоа што инаку ако те интересира и тој аспект, на тој состанок учествуваат и ГИР, евроамбасадорот, и учествува и Ангела Гелер. И како почнува американската амбасадорка. Како што почнува сега опозицијата силовито да го отвара тоа прашање, прво го отвара огнената група, подоцна презема Мицковски и неговата екипа, без да знаат веројатно моментов кој се присутен. Мисля дека само сме домашни да ги функционери. За кратко време после една-две пресконференции добија порака од кај што треба да добијат, бидејќи ако се одеше до крај, немаше да биде пријатно и за нив. Добро, тоа беше причина за практично како да кажем се да го формулирам, прилично драматично раскинување на односите на американската амбасада со вашиот кабинет. Не. Значи, ова не го знаеш. Не го знае јавноста. Значи, 10 дена после таа средба, ние имавме нова средба на иницијатива на американската амбасадорка. Само на истата тема. Ќе ти ја кажам темата, значи не е ова која шпекулира јавноста, како враќањето на Груевски. Вели нова средба, истата постава, ќе дојдете кај мене, вели дома. Инаку на средбата, само и таму се снима, ама веројатно не протекува. Да, таму
значи и на таа втората средба. Само еден од учесниците спомнува, вели, како варијанта може да би било добро да размислуваме во таа насока, бидејќи поинаку не може да направиме 2/3. Никој не го подзема муабетот и никој не го одобрува и особено нема заклучок на таа тема, дајте нешто да направиме. Ја не знам кој се понатаму по друга партиска или приватна линија разговарал горе евентуално со Груевски, меѓутоа Груевски во тој момент има 2 правосилни пресуди. И едини начин стварно да дојде комплетно ја да го помилувам. Ја на почетокот на таа средба првата, ја им кажам и затоа мене ме немало тие кои иде на пресконференција не вика сте во рекол вака и така или председателот. Ја им викам на тие што заговара да размислуваме и у таа насока, викам тоа ќе го избришете од глава. Ја не сум Ѓорги Иванов. 55 души да. А има ли шанси сега да биде помилуван? Не. Не, затоа што она што го знам и тогаш и денес, односите меѓу некогашниот и денешниот лидер на ВМРО ДПМН не се баш најдобри. Добро, ама ако смеам уште малку, бидејќи не сме ограничени со време, Борјан, обично сакам и пократки да правиме емисии, но добро, ве прашувам и како правник, ве прашувам како политичар и бивши председател. Што ќе се случи ако Груевски слета со следниот авион од Будипешта во Скопје и каже добар ден, јас еве го пасошот, дојдов во Македонија? Ќе оди на отслужување на казан затвор. И што ќе се случи ако 5000 души го чекаат на аеродромот кој ќе слета? Ништо. Ништо. Мислите дека ова раководство на ВМРО има сила тоа да го спроведе, да оди на казна затвор? Значи, мислам дека не дека Груевски денеска нема влијание или значење за членството на ВМРО ДПМН, не дека нема. По некои анкети тоа е се уште најпопуларниот лидер во таа политичка Меѓу другото, структура. затоа прашувам. Да. Затоа што меѓутоа кога си на власт, многу полесно правиш дисциплина врз твоето членство и гласачи. И еве ти само еден пример кој не е соодветен, се разбира, за компарација. Како го сопреа целиот гнев на народот во врска со Кочани? Да не кажем и за Фросина и така натаму и така натаму. Текно. Па не сум сигурен дека многу успешно го сопреах. Ако не, колку луѓе излегува за Кочани, Успешно колку е луѓе зашто го излегува. нема повеќе. Темата за, на пример, за Росица не постои повеќе во јавност. На пример. Добро, Апсолутно. мислам, Росица е еден драматичен случај, но не споредлив е со Кочани. Имено драматичен, но го нема. И не е само тоа, еве, Кочани го нема, Саш. Како требаше да Кочани делува, еве, сегашната председателка нема отидено во Кочани да се сретне со луѓето. Мислам дека не се сретна, беше на една средба. Има која писма, вика нели, политички испратено лидера, и така натаму, не знам, тоа некој знам. повод беше, мислам дека беше некаква аукција на слики. Беше и Филипче и други политички лидери кои откупуваа слики и ги донираа во тој фонд што е. Меѓутоа, Мицкоски отиде после 6 месеци на гробиштето за запали свеќа, значи, зашто зборуваме? Да сте актуелен председател, би отишле во Кочани, да речеме, после известен период од трагедијата? Јас, како неактуелен, како поранешен председател, бев 2 пати во Кочани на гробишта за запалам свеќа за луѓето. Се подразбира дотолку повеќе кога би бил. И не само Зошто не прифаќаат сегашниве, мислам, кој е тој мотив, кој е тој мовенс во главата што го имаат да еден премиер не сака да отиде, па тоа важи за председателката и за многу други се разбира, да просто на таква огромна трагедија не сакаат да отидат и да бидат изложени можеби и на незадоволство од луѓето. Сега дури не горам сега 6 месеци после тоа или 3 месеци. Во тие денови која беше најкритично и најтравматично. Што е тоа? И вие сте политичар, сте били и ќе бидете и така натаму. Што е тоа што ги води? Како може тоа? Не можам да знам. Не можам, навистина чудно е. Не можам да знам. Тоа е секој пат лична одлука, плюс тоа што си јавен функционер, платен од граѓаниве, те тера и да не си као карактер таков, не можеш да поднесеш такви работи, не. Ти си платен и тоа да го поднесуваш. Не можам да знам. Не можам да знам. Инаку во однос на евентуално заеднички пристап кон таа несреќа, имаше закон од СДС. Да се обештетат и ред други мерки, не само пари да им се даваат на фамилиите. Не прифати ВМРО ДПМН. Како им успева тоа Пендаровски? Како може тако нешто да помине во јавноста нивна, наша, Еве ти сечи? одговорам, како мислам дека е. Велиш, зашто тука не направија консензус на се национална трагедија од разбира. прв ранг, за жал? Затоа што сакаат сами да владеат. И сакаат вината и за ова некој друг да ја понесе. Немам друго образложение. Зашто не се соберат сите партии, и албански и македонски, да ги внесат бугарите? Сака сам да владее. Не сака да ја дели историја. Ви кажам една кратка епизода, иако мислам дека нешто тоа е отидено во јавност пред многу години.
Јас сум записничар во кабинетот на Бранко Црвенковски од клучната средба, последната средба, пред попладнето да одиме за Букурешкиот самит на НАТО меѓу Груевски и Црвенковски. У која паѓа она конечно дај да Скопје у заграда, па да пробаме со тоа. Значи, кој е менталниот склоп на некој политичар? Трамп е сличен. Не, се воздржувам од таа анализа, се разбира дека може да се прави. Значи, кога доаѓаме до тој момент, Црвенковски вели, што правиме? Дефинитивно остануваме надвор од возов. Тоа трае, да речеме, вкупно траеше саат време, овој муабет доаѓа на дневен ред после 30 минути. Груевски вели, може би Стево да искочи надвор? Да нема записничар, или да го нема Стево. Да, бе, нема записничар. Да нема записник од тоа. И ја излегувам, окей, договор, по некое време Црвенковски излегува и вика, може да се вратиш. Што е разговарано, не знаеме. Од после бидејќи нешто мора да има у записникот, ја морам да напишам у записникот излегов, па се вратив, присуствуваат тие, почна во 2 сат, заврши во 3 сат. Таму е падна договорот за Скопје во заграда, ајде да пробаме, ама не пред записничарот. Околу тоа зашто да биде историската. Види, ајде да се вратиме уште малце назад. Знаеш ли кој има подпишано признавање на Косово? Не е Груевски. Знаеш ли кој има подпишано автентично? Да, знам за тоа. Боцевски подпишуваше Ивица, кој се автентично толкување на хашки случаи. Знаеш кој има подпишано? Не е Груевски. Да, тоа исто знам. Не, па тоа бегање од тој тип на непријатности да се биде само на страната на убавото во политиката, тоа е страшно, мислам. Боријан, јас имам уште. Да, сашо не знам. Да, веќе сати и нешто, но околу безбедностниот сектор е многу интересно, мислам дека и тоа ми беше и мене муабетот, така е. Да, околу сите случувања со во безбедностните служби, на Мицковски обвинувањата дека е прислушуван, па дека е следен, новинари се следени, политичари прислушувани. Мислам, се разбира, конфузија една општа од која ништо не произлезе, но е доволна индиција дека таму се е некаква каша попара, што би се рекло, а сепак сме ние земја членка на НАТО, односно нашата безбедносен апарат е во тој синџир на НАТО во кој течат многу сензитивни информации. Кои се вашите сознанија и толкувања за овие настани? Па уште да додадам дека дененовиве слушаме информации дека во тајните служби се, во разузнавачките, во АНБ и така натаму се враќаат луѓе кои што беа на високи функции од времето на Груевски, кои што се прононсирани антизападни, вакви, такви и така натаму, ајде да не. И уопште едни мулјаџи кои имаат за себе кариери на мулјавење, што да кажем, длабока држава, 10 спрата под За жал тие информации се точни колку што можам да разберам. И тоа е причината што изминативе месеци, не само последниве денови кога ова се случува, стратешките партнери и ја имаат ставено таа кореспонденција на чувствителни информации на минимално ниво. Значи, тоа го предупредувавме, они не разбираат дека кои ќе се разлупетаат со некакви аматерски афери, дека овде ќе има резиденти кои тоа им е работа. Они нема да ти кажат веќе со вас не соработуваме, туку едноставно ќе го спуштат нивото до ниво на елементарни податоци, тоа што мора. Знаеш, станува збор за целата таа клапа која беше околу Мицковски во опозицијата, кои се практично непрофесионалци тие се. Може да аматери везат филмови меѓутоа. И тие му наполнија главата дека тој бил следен и така натаму. И се случува преседан каков што не е виден во ниеден европски парламент, чи Заев кога ги објавуваше бомбите, па не го правеше тоа, да актуелниот премиер чита псевдоними на соработници на службите. Скандал. При тоа, неговите не му кажале дека од тие 20 што ги спомнете, Джокер и Цилиндер, или кои биле, читај нивни, не му кажале, а може му кажале пој не знае, дека едниот е во врвното раководство на ВМРО ДПМНЕ, а другиот е заеднички соработник на нашата и на најголемата светска служба. И приметувате дека после тоа не ги спомнат тие псевдоними. Не, и се тоа се изготви, тоа потона како да не постоела, како цигла у океан кој ќе се фрли, а се тресеше државава 7-10 дена, тоа Тоа било, значи, вика, ме следеа,
кај те следи кој идеш у теретана да дигаш тегови или на водно кога пешачиш. Не, и кафани се исто прашање можно. Сакам да кажам, следењето, разбирам телефон, разбирам кореспонденција, имејлови, меѓутоа да те следи некој, вели и со децата кога одев на шетање на водно, ме следеле. Што разузнавачки податок ќе добиеш ако ти со фамилијата одиш на горе на шетање на викенд на водно? Добра, ма Пендаровски, бидејќи вие сте меѓу другото и од тие служби ги разбирате, а и сами сте биле председатели, сте имале влијание, раководна улога и така натаму, тие служби се многу капацитетни да ти го проценат психолошкиот профил. Бидејќи нивната прва задача е да те манипулираат, не? Тоа мислам не официјално, меѓутоа ако можат, па тоа нема говора, тоа има. Види, низ моево искуство скромно низ овие колку веќе 30 години, 25-30 години, што бар или сум работел со некои од тие врвни функционери, и во МВР и така натаму, ми покажува дека фасцинацијата со службите е присутна кај 99 или била присутна кај 99% од македонските високи раководители од 90-та до денес. Фасцинацијата. Ќе дојде некој ќе ти рече овој, треба поприлично да си спремен или да го чекираш дупло со другата страна, инаку или фасцинацијата со тоа што викаат стратешките партнери. И тие манипулираат. Па се разбира. Може дојде американецот кој е главен ми кажа и готово вели, ми кажа американците, ајде. Така што меѓутоа знам луѓе кои завршиле политичката кариера, одамна не се на власт, меѓутоа ден денеска веруваат дека како каже Кале, така ќе биде. Да. Борјан, јас последното прашање за Пендаровски е така, мислам, произлегува од она што сум го слушал дека на друго место го говорил и така, а се однесува на тоа што на страна сите овие проблеми за кои разговараме, перспективи, Европски унији и така натаму, вие дефинирате дека најголемиот проблем во Македонија, па и на Балканот е демографијата. Има ли решение за тоа? Бидејќи гледаме дека тоа од ова се што го изразговаравме, може и некој што да гледа и ќе каже, дај чекај да пакуваме куфери доста. Да бидеме реални. Значи демографските проблеми се присутни во Македонија одамна. Па тоа што ВМРО кога беше опозиција жестоко ги злоупотребуваше, тоа не им служи на чест. Меѓутоа постојат мерки кои многу држави ги провели премиерот. Не придонесува. Ти мораш да имаш услови, работа, стан, кај ќе живееш, амбиент, средена држава, услуги кои ти се достапни под еднакви услови као сите други, не само член на партија, имаме наши доктори и наши учители, наши суди, наши обвинители, кога ќе кренеш економската основа, ќе тргне веројатно и наталитетот нагоре. Не со политичка парола, ова ни е излезот. Да не навлегуваме се во карикирање, меѓутоа стварно е решено во една од најмалите општини во Македонија од страна на премиерот, вели треба да работите вика наталитетот од најмали нозе. Да погледавме Инфомакс, мислам дека барем кога иде до Инфомакс потроши едно 2-30 минути на таа. Да не забораваме дека владава и премиерот именува и посебен специјален координатор за демографија. Како не е Владко Ѓорчев, па се разбира. Господин Педаровски може да даде релевантен одговор, а мислам дека и функцијата која ја носеше и титулата која се уште има, тоа му го дава една релевантност. Председателе, ова во Србија што се случува, во регионот, една непознаница со Косово, една агресивност на Русија која се обидува да ги дисперзира жешките точки низ Европа. Кои се вашите проценки за развојот на безбедносната ситуација во регионот? Ја имам, Борјан, знаеш како и секој пат, јас се разликувам од грото аналитичари. Ја не мислам дека во безбедносна смисла дестабилизацијата се прелива од држава од држава. Или во политичка смисла, ако победуваат левите партии во Хрватска и Словенија, дека тоа ќе го фати целиот регион. Или во Европа и така натаму. Или ако во Америка победил Трамп, дека европските и балканските трамписти, кои дал Господ ги има доста, дека ќе дојат закономерно на власт. Клучот за регионалната стабилност, не во смисла на дестабилизација, војни и конфликти, не може, тако нема да гледаме, е Србија бидејќи е најголема држава во регионот и тука ја не можам се уште да видам дека е на повидок разврската. Видов последни некои статистики во Србија кои може да се поучни на ниво на политичка анализа и за нас. Ме прашуваше пред некое време, пред колку пола сат, што да се прави сега. Изборам за окрупнување нужно на прашање на преживување практично на држава да се окрупни опозицијата која е контра оваа објективно антидржавна насока во која не турка владата.
грубо кажано, од релевантен институт, вакви се бројките. Нешто е објавено во јавност, нешто не, меѓутоа, грубо кажано. Ако има денеска избори, имате листа на партијата на Вучич, имате студентска листа, имате здружена опозиција која никад не се здружила, али ова што е опозиција, партиска и политичка. Од прилика Вучич е на 42 до 45, зависно од анкетата, студентите се на 46 до 48, останатите се 3-4-5%. Сега, второто прашање е, ако здружената опозиција се уедини со студентската листа, студентската листа и таа обединета опозиција добива помалку отколку што има ако се само студентите на листа. Што значи не е на повидок промена таму на владата, независно кога ќе ги има, според сегашните параметри. Така што ова е... Така ја гледам на Уште Така, едно и прашање. јас го споделувам Ако тој став и дозволите. сме го дискутирали овдека и претходно. Повели Боко. Уште едно прашање. Еден период имаше анализи дека Балканот станува некако фронт кај што Западот со Русија се конфронтира. Како го оценувате перспективата на влијанието на Вашингтон на Балканот со оглед на драматичните промени таму и на Москва во однос на Балканот со оглед на тоа што и се случува на внатрешен план и таа фрустрација на немоќ да направи посериозен прогрес во незината така цинично наречена специјална операција. Накусо, како ја ги гледам потенцијалите на Москва и на Вашингтон кон регионот. И сум го кажувал во некој интервју, можеби со друг вокабулар. Русија сите своји пропагандни потенцијали и ресурси ги троши, скоро сите, на Украина. И да ја добие глобалната наратива која ја губи, нормално, со светот, и многу помалку е присутна во западниот Балкан, отколку што беше пред 2022 година. Ја и додека бев во мандат, тоа се гледаше и по фреквенцијата на контакти, интензитетот на контакти кои нивните служби го имаа во регионот и на наше тло, или кога поминува низ наша територија. Значи многу помалку руската пропаганда на интернет по социјални мрежи и физички, бидејќи они се традиционалисти, имаа доста и луѓе кои се физички, како викаат boots on the ground, американците, тие се многу помалку присутни не само во Македонија, генерално дури во Србија и во Црна Гора. Олигарсите дојдоа, почна некои работи да префрлаат, после кога почна војната, меѓутоа дојдоа и украинци, па да им кажа, но руските служби се помалку денес присутни отколку периодот до 2022 година. Значи, дека не се опасни. Може да во предизборен период, изборен, може да направат белја на продемократските и проевропските и прозападните сили. Америка, за жал, е минимално присутна, ако е воопшто присутна, не сакам да бидам радикален и да кажам дека американското влијание на Балканот заврши од кога Трамп влезе во Белата куќа. Повеќе или помалку. Повеќе или помалку. Внимавајте, немате една изјава на ниедна американска амбасада во регионот за владење на правото. Немате најава дека некој ќе заврши на црна листа. Тоа со Трамп заврши. Он вика, ние не се мешаме во внатрешните политики на другите држави. Може нешто да истргуваме, да. Значи, она што беше оче наш, секој ден, не само со црните листи, него немате толку пари сме дале во реформи за правосудство, немате добри резултати, нема да чуете не само од нашава амбасадорка овдека тука што е. Нигде не може. Црна Гора, Србија, некои велат кои не ги знаат овие работи, вели Кристофер Хил беше еден пред 25 години се не. Нема упатства од State Department. И нема да има со Марко Рубио. Едноставно таа е политиката. И сега тоа е по мене најголемата опасност. Овие се со понизок интензитет од истокот, ама се присутни. Овие на западот, или како викавме, beacon on the hill, како викавме, нели? Па така е, факелот. Да. Тие се помалку и помалку се присутни, просто не дека Балканот бил некад приоритет, меѓутоа сега па не е. И што правиме? Ние во таква ситуација, теоретски предпоставена и практична за жал, ние треба да се потребне на автономните потенцијали и капацитети на локалните политички елити кои се никакви. Не само во Македонија, во регионот. Чи демократијата на Балканот никад нема фатено корак. И ако нема некој, заедно го викаше камшикарот, некој ќе ти рече ticking the boxes, ние нема да мрднеме у ниедна реформа, ние посебно. Црна Гора и Албанија се на тој пат и им доаѓаат од време на време
супервизори и вел добар си, не си добар, направи го тоа. Кај нас никој не ни доаѓа. Фон дер Лајен доаѓа се на се, физички 3 сата ќе биде присутна на македонска територија, нема прес, нема никакви изјави, доаѓа и се заминува. Не доаѓа, значи само не заобиколува, само да не излезе дека ете нешто ни замерува. Да. Или некој вела да, ама изборна кампања неќе да се меша. Не. Толку ние тежиме во моментот во западните центри. Боре, И уште нешто. Ајде, уште Дали нешто. се согласувате дека Македонија е заложник на еден круг на олигарси чиј интерес не е Македонија да се прилагоди на стандардите на европскиот пазар, конкуренцијата, реформите, правосудство и така натаму. Види, Македонија ја има истата олигархиска структура, формирана пред се во 90-тите после приватизацијата на општествениот капитал, меѓутоа во меѓувреме правеше крупни ишекори кон Европа и кон НАТО. И влеговме во НАТО. Значи со истиве овие што се 10 најбогати македонци и останати се мање више истите или нивните потомци. Значи тогаш како го направивме, како влеговме у НАТО? Со иста во олигархија таа која иде како год да ја дефинираш. Значи не мислам има, меѓутоа олигархија има и во Албанија. Еди Рама иде со крупни шекори нагоре. Има олигархија, ако нема во Црна Гора, не знам кај има. Ама Вака Црна искрен да бидам ви помогна Сашо Мијалков. Да немаме вака отворено да разговараме. Извини, што за Мијалков не те ми прекина? Ви помогна Сашо Мијалков да влеземе во НАТО, ако може тоа да го... Беше искористен со неговите влијанија, да кажеме. Што бараш потврда? Бараш потврда? Да, по она што го знам, да, имал позитивна улога во тој процес. Да, и Боријан, ја навистина последно прашање, Чекај бидејќи само ние последна констатација да му кажам, Ајде, пошто он ајде. знае. Значи, тој човек што го споминјаш, иначе ако не се лажам, тој стар пријател од младоста, е еден од основачите на Атлантскиот клуб во Македонија. Да. Боријан, јас последно прашање имам прашање од кој што ќе зависи понатамошната политичка кариера на Пендаровски. Он не е свесен што ќе го праша. Али мислам дека од ова ќе биде бити или не бити. Што е вашиот став за оданачување на пратките на Тему? Сега што правиме? Не треба да се оданачуваат, очигледно им фалат пари у буџет и затоа го прават тоа. Значи, че има политичка кариера Педаровски. Председателе, ви благодариме за ова. Ние одамна не сме имали 90 минути некого на располагање. Благодариме за овој многу динамичен и за мене барем многу интересен разговор, а мислам дека и ова веќе над 1000 луѓе во живо не следеа. Мислам дека ги задоволивме и нивните интереси. Боријан? Се надевам и јас дека на председател беше интересно со нас да поразговара и благодарам што ја прифати поканата. А за некои работи ќе разговараме и после изборите, зашто тогаш ќе се отворат и други можности за практични политички чекови. Зајб ќе го видите, како што рече. Па, тоа тие заедно потребе го викнага да сека да дојде. После ја, иначе, благодарам за поканата, ми направивте чест, се разбира на останата екипа на ова што полека прераснува во еден сериозен новинарски медиумски бренд во Македонија. Меѓутоа малку ми е така, не сум комплетно задоволен затоа што Боријан не беше физички присутен. Да, па тоа е, мислам, тоа отсуство се чувствува воопшто во медиумската сцена во Македонија, ама се тоа е. Јас сигурам уште еднаш, гледам дека и од гледачите ми замериле, за тоа и баш пишав и во коментарите дека забелешката е со право. Ви благодариме, ова беше нашата пета епизода, се извинувам, сезона 4, пета епизода. Гостин ни беше Стево Пендаровски и се надевам дека овие од Инфомак цело време викат стиснете лайк, споделете, не знам што, претплатете се, звончиња има тамо и така. Ние се тоа забораваме, ама се гледаме следниот петок со нов гостин.